Цело општество треба и може да придонесе балканскиот рис, едно од најретките и најкритично загрозени диви животни во Европа, да го одржи својот опстанок во Македонија, нагласуваат стручните лица во оваа дејност. Луѓето треба да внимаваат и да не се уништуваат шумите кои се природни живеалишта на рисот. Секоја девастација на планините со градби, но и недозволен лов на дивите животни предизвикуваат опасност по овој редок вид. Населението кој што живее во планинските предели, на пример, еве на Шара, овдека, може да помогне со тоа што одржливо ќе користат природните ресурси пред се. Тука зборуваме на собирање шумски плодови, ловот нормално да биде одржлив кога е ловна сезона, тоа што треба да се лови, колку што треба да се лови, тоа е многу значајно, не само за вознемирување, туку и за да има доволно плен за рисот. Така да помошта е со тоа што ќе бидат одржливи во начинот на кој што ги користуваат своите природни ресурси. Рисот како вид е тешко да се забележи, значи тоа работи сам. Она што ние го гледаме е неговиот плен. Дивокозата, срната, како главни видови кои што се негов плен, и ја пратиме нивната популација. Полека расте таа популација и се грижиме да неговиот хабитат не биде прекинат и вознемируван за да може да се одвива тој процес на репродукција. На планините пред се во западниот дел од државата се проценува дека има околу 40 единки. Присуството на рисот овие 20 години се евидентира со видеокамери поставени на десетици места во националните паркови Шарпланина, Маврово, но и на Илинска планина, Јабланица, Галичица и заштитеното подрачје Јасен. Што значи дека рисот во Западна Македонија го има, меѓутоа, густината не е толку голема, се работи прилика за една единка на 100 км квадратни, што укажува на неговите потреби за еколошки и на тоа колку се движи, какви му се неговите потреби во однос на храна, размножување. Минатата 2024 година ренџерската служба на Националниот парк Шарпланина со камера го лоцираше рисот на локацијата Долна Лешница. Горди сме на таа работа, продолживме и оваа година, меѓутоа за жал оваа година не успеавме да го фатиме на камера. Успеавме да најдеме измет и отпечатоци, значи траги од него, стапалки. Македонското еколошко друштво уште од 2006 веќе 2 децении спроведува голем број активности во насока на заштита во рамки на програмата за закрепнување на балканскиот рис.